Добро дојдовте во денешното пролетно издание на Урбан Блок. Идеална фигура до лето е еден од прилозите што ги подготвивме, а што останато ќе гледаме во продолжение. Во новиот Урбан Блок зборуваме за здравата исхрана и како таа влијае на вашето здравје. Ве носиме во Порто и зборуваме за тоа како да стигнете до совршена фигура до летото. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. За начини и методи за брзо намалување во обем на масни наслаги и целулит, денес разговараме со нашите стручни соработници од салонот за убавина Нефертити К. Да ги погледнеме. Суштината на масните наслаги и целулитот не се само вишок килограми, туку комбинација од биологија, начин на исхрана, начин на живот и хормони. Ова е првото нешто што го дознавме низ разговорот со нашите стручни соработници од Нефертити, кога прашавме за начините и методите за брзо намалување во обем и масни наслаги и целулит. Оттаму ни откриваат дека телото складира масти како енергија и кога внесуваме повеќе калории отколку што трошиме, вишокот се складира во масните клетки. Не се работи само за храна, кога ќе речеме дека храната влијае на настанувањето на масните наслаги, влијание има и хормоните кај секоја една дама. Зголемен естроген прави натоложување на масните наслаги на колкови, на бутови и на абдоминалната регија. Стресот е еден од големите предизвикувачи на зголемување на дебелината од причина што со стресот ни се зголемува кортизолот, а кортизолот предизвикува масни наслаги на стомакот. Начинот на живот, животниот стил, колку имаме ние движење во текот на денот. Некој ќе каже генетика. Да, велат од Нефертити, но само како генетска предиспозиција, односно можност каде најповеќе би се складирале мастите во кој одредени регии, зашто секако клетките паметат и со генетскиот код се пренесуваат. Но не заборавајте, нашите предци биле слаби луѓе. И за крај метаболизмот. Размената на материите, ако имаме забавен метаболизам, полесно влијаат на таложење на мастите. Од друга страна, пак целулитот е нешто поразлично од масните наслаги. Тоа е структурен проблем на кожата. Народски кажано, целулитот е групирање на мастите кое настанува кога масните клетки се зголемуваат и притискаат нагоре, а од друга страна ослабени се колагенските влакна во самата кожа и тие ги досат на површината. Така и се ствара онаа нерамна кожа, така наречена кожа од портокал. А како главни причини за настанување се пред лошата циркулација и лимфна дренажа, како задржување на течности и токсини, хормоналниот дисбаланс, доминација на естроген, слаб колаген и еластичност на кожата, седечкиот начин на живот, неправилната исхрана, како многу шеќери, сол и преработена храна и недостатокот на физичка активност. Практично и дебелината, масните наслаги и целулитот се болести на денешницата и мислам дека диетата дека ќе ве спаси од дебелината, тоа е неможно. Тоа е некој еден вид на мит. Заради тоа што ние секојдневно функционираме и правиме одреден внес и количина на храна која што му е потребна под еднаква застапеност од сите артикли на организмот. Така да и во нашиот салон ние не ја исклучуваме храната, давајќи некои диети во третман, приликон правење на третманите на намалување на масните наслаги или на целулит. Клетките паметат и тие ако знаат дека во одреден период во денот кога организмот е активен нема да добијат храна, почнуваат да ја складираат и водата што ја пиете, а таа пак допринесува и до поголемо групирање на мастите и создавање на целулит. Едноставен пример кога во водата додавате зејтин, масните капки се групираат. Она што следно прашавме е кои групи на лица се засегнати со овие проблеми и зошто целулит имаат и слаби луѓе. Секој оној кој што не внимава на своето здравје и на својот начин на живот. Клучните разлики помеѓу дебелината, што рековме, и целулитот, воглавном што треба да разбереме се дека масните наслаги се количина на масти, а целулитот пак е резултат од структурата на кожата, мастите и циркулацијата. Затоа може да
има целулит и слаб човек, исто како и да биде дебел, а да нема целулит. Но дали е ова само естетски проблем или дури и здравствен? Апсолутно треба да напоменеме дека масните наслаги не се и само естетски проблем, може би и повеќе здравствен проблем, додека целулитот би го нарекле како баш естетски проблем. Но секако укажува на одредени проблеми кои што почнуваат да настануваат во нашиот организам. Дебелината е голем здравствен проблем, не е само естетски. И тоа е докажано дека е ризик за добивање на диабетес тип 2, хипертензија, односно висок притисок, кардиоваскуларни заболувања, метаболен синдром, хормонален дисбаланс, проблем со зглобови и рбет, ментално здравје, психолошкото одделување на фрустрации, незадоволство од сопствениот изглед, некогаш е можеби и најризично по нашето севкупно здравје. Умот е чудна творевина, а менталното влијание огромно во градење, формирање на личноста, особено кај помладата популација, или прифаќањето, убедувањето и делувањето. Пристапот во решавање и нерешавање на проблемите се многу важни, воопшто во секој сегмент од нашиот живот. Од тука можеме реално да заклучиме дека дебелината влијае на целиот организам, од срце до хормони. За разлика од дебелината, целулитот споменавме дека е сам воглавно естетски проблем, меѓутоа укажува на одредени пореметувања кои почнуваат да настануваат од типот на слаба циркулација на организмот, задржување на течности, намалена еластичност на кожата и хормоналните влијанија. Сам по себе целулитот и не е опасен, него е само еден индикатор за нешто што може да следи, а и не мора. Може, како што рековме, да си слаб, а да имаш огромна количина на целулит, а може и да нема масни наслаги, меѓутоа да има длабоко скриени штетни масни клетки. Со следното прашање преминуваме кон решавање на проблемот. Дали има и кои се начини на отстранување, односно кои третмани во салоните можат да придонесат за брзи резултати. Секако од Нефертити добивме многу одговори. Решение има, посебно во денешницава каде што се зголемува процентот на популацијата, кој што светската популација кој што се соочува со овие проблеми, секако и бјути индустријата напреднува. Се пронаоѓаат све понови технички и технолошки решенија кои што даваат побрзи, поефикасни резултати него минатото. Така да ние си го следиме тој тренд, постојано сме присутни на светските саеми и пратиме што е најново, секако бидејќи нашиот салон Нефертитика е познат како апаратурен салон во кој што сите третмани се одвиваат со никаков апарат, а мануелните третмани не постојат. Од аспект на што нудиме ние како салон за решавање на овие проблеми, морам да кажам прво дека ние не нудиме услуги, воглавном нудиме решенија за нашите клиентки, за спрема потребата, што треба да направиме. Да решиме проблем која масна наслага, на која регија, дали е целулит, различни се третманите, апсолутно и различни се сетирањата на самите апарати. Ние ги даваат тие можности, меѓутоа треба да се внимава со каков пристап идеме индивидуално кон секој клиент. Како козметичари работат на комплексност на проблемот од здравје до убавина и затоа сметаат дека е потребно да имаат малку проширени знаења и од другите комплементарни дејности, ако знаат дека решението е во комбинација на исхрана и физичка активност, подобрување на циркулација и лимфна дренажа, хидратација и баланс на хормони и намалување на стрес. Апаратите кои ги користат помагаат за побрзо и долготрајно топење на масните наслаги и елиминирање на целулитот со стимулација на лимфна дренажа, детоксикација, подобрување на циркулација, меѓуклеточна размена, стимулација на колаген и еластин и едновремено затегање на кожата. Поради комплексност на проблемот, апаратите ги сетираат и водат според потребите на целниот клиент, но за правилен пристап и решенија со совети во балансирана исхрана и здрави животни навики, потребни се проширени познавања. Како што велат оттаму, нивниот најпосакуван апарат за здраво, брзо и долготрајно решение на овој проблем е VelaShape, или така наречен целулит килер, за кој не се потребни диети. Впрочем, не ги ни препорачуваат.
Резултатот е одма видлив на првиот третман и долготраен. Го нема оној јојо ефект на брзо враќање на претходната состојба. Апаратот од најнова генерација кој користи 5 технологии во едно: вакуум, инфраред лазер, биополарна радиофреквенција, ролери и кавитација. Има 4 сонди од кои со 3 се работи на тело, адаптирани и апликатибилни на секој дел од телото, каде има потреба. Во нивниот салон не мерат димензии, ниту имаат вага за тежина, затоа што со употреба на овој апарат резултатите се гарантирани и нивните клиенти сами одма ги забележуваат. Низ разговор ни раскажуваат дека имаат и примери каде клиентката на тежинска вага е иста, нема намалување ни пола килограм, но во обем се намалени 3 см и повеќе. Одлични резултати дава со 1 до 3 третмани. Се препорачуваат од 6 до 8 третмани во време траење од 20 до 30 минути по регија, 2 до 3 третмана неделно. Резултатот е траен и до неколку години. Но да не заборавиме дека не зависи повторно само од апаратот, него и од клиентот, начинот на живот, исхраната, хормоните и желбата. Балансирана исхрана се насоките кои што ние ги даваме, по кои што секако може да функционира и после завршувањето на нашите третмани. Доколку е се во ред, ние не би се виделе истиот проблем со една клиентка после најмалку 2 до 3 години. И за крај превентивно прашавме, кој може да ги користи третманите, кои се ризични групи и дали можеби постојат возрастни ограничувања. Овие третмани на VelaShape апарат во нашиот салон ги изведуваме на клиенти од различни возрастни групи, но сепак внимаваме да тоа не биде на личност во развој, така да сме имале клиент со најмала возраст од 16 години, а најзастапени или таргетна група на корисници на овој наш апарат би можела да кажам дека се од 22 до 65 години. Ризични групи некако као да воопшто не постојат, заради тоа што не постои контраиндикација од овој апарат. Може да се употребува по 6 месеци од било која хируршка интервенција. Меѓутоа, сепак, за да не си направиме проблеми самите на нас, сакаме да бидеме застапени долготрајни, со што нудиме убави решенија, нашите клиентки ги посочуваме и ги упатуваме доколку имаат некои сериозни здравствени болести, песмејкер, бремени жени или дојлки, да се консултира со својот матичен лекар пред да дојдат кај нас на третмани. Јадете здраво, но и покрај тоа не се чувствувате добро. Каде всушност грешите? Гледаме во продолжение. И додека денес во реалноста здравата исхрана стана речиси статусен символ, парадоксот е се поприсутен. Дали се храните здраво, а не се чувствувате добро? Внимателно избирате чиста храна, избегнувате индустријска, а сепак не се чувствувате онака како што очекувате. Енергијата флуктуира, надоеноста се јавува без очигледна причина. Кожата не свети, а намесно леснотија доаѓа чувство на тежина. Ако ова ви звучи познато, не сте сами. Вистината е дека здравата исхрана не е формула за сите. Она што денес се смета за идеално, често е резултат на трендовите, а не на вистинските потреби на нашите тела. Токму тука се јавува дисконекцијата помеѓу она што го јадете и тоа како се чувствувате. Бидејќи здравото не е исто за секого, ниту е секогаш доволно само да се храните правилно, да се јаде здраво, а да не се чувствувате добро. Една од најчестите грешки е слепото следење на популарните диети. Појадоците со смути, сурова храна, фокус на протеини или целосно исклучување на одредени групи на храна може да звучат како совршен избор, но тие не се за секого. Вашето тело има свој ритам, потреби и чувствителност. Она што никого не енергизира може да предизвика губење на концентрација или непријатност, кога ги игнорирате сигналите што ви ги испраќа вашето тело. Дури и храната со најдобар квалитет може да стане извор на нерамнотежа. Премногу здрава храна може да биде проблем во вашата желба да јадете што е можно подобро, лесно е да се претера. Големите количини на растителни влакна, суров зеленчук или протеински додатоци можат да го оптоварат дигестивниот систем. Наместо чувство на леснотија се јавува надуеност, бавно варење и замор. Како и со повеќето работи, рамнотежата е клучна. Телото не бара совршенство, туку рамнотежа.
Понекогаш едноставната термички обработена храна е она што најмногу ве задоволува, иако не се вклучува во актуелните трендови. И не е само важно што јадете, туку и како го јадете. Ако консумирате оброци на брзина, додека сте на телефон или сте под стрес, варењето се забавува. Телото потоа не е во можност правилно да ги искористи хранливите материи, без оглед на нивниот квалитет. Свесното јадење, забавувањето и присуството за време на оброците може да направат огромна разлика. Тоа е суптилна, но моќна промена што често се занемарува. Недостатокот на енергија не е секогаш поради храната. Често се верува дека правилната исхрана ќе ги реши сите проблеми, но тоа не е секогаш случај. Недостатокот на сон, хроничниот стрес и недоволно вежбање имаат огромно влијание врз тоа како се чувствувате. Можете да јадете совршено избалансирана храна, но ако не спиете доволно или сте постојано под притисок, телото нема да функционира оптимално. Здравието е сложен систем во кој исхраната игра клучна улога, но не е единствена. Здравата исхрана како чист момент на притисок е друг тивок проблем од психолошки аспект. Кога здравата исхрана станува обсесија, таа престанува да биде поддржувачка и станува извор на стрес. Постојаното размислување за тоа што е дозволено, а што не е, може да создаде тензија што директно влијае на вашата состојба. Храната треба да биде извор на енергија и задоволство, а не постојана контрола. Флексибилноста е чисто поздрава од ригидноста. На крајот, најважниот сигнал што го имате често се игнорира. Вашето тело ви испраќа пораки секој ден, преку енергија, расположение, варење и општа состојба. Откако ќе научите да ги препознаете, јадењето станува поинтуитивно и поефикасно. Наместо да се подпирате исклучително на надворешните совети, важно е да развиете однос со сопственото тело. Тоа е процес што одзема време, но носи долгорочни резултати. Што да правите кога се храните здраво, а не се чувствувате добро? Започнете со појадок кој навистина го стабилизира шеќерот во крвта. Ако го започнете денот само со овошје или смути, може многу брзо да влезете во пад на енергија. Комбинацијата од протеини, здрави масти и влакна, како што се јајца, грчки јогурт, овесна каша или јаткасти плодови, често прави голема разлика. Обрнете внимание на внесот на протеини во текот на денот. Многу луѓе јадат често, но не доволно протеини, што може да придонесе за замор, глад, побавно закрепнување. Подеднакво важни се и квалитетните јаглен хидрати. Целосно елиминирање на јаглен хидратите често пати не носи виталност, туку раздразливост и пад на енергијата. Надоеноста може да биде знак дека претерувате со сурова храна, засладувачи или здрави производи полни со адитиви. Можете сами да се уверите во овој случај. Варениот зеленчук, поедноставните оброци и помалку преработени здрави закуски често пати помагаат повеќе од нов план за детоксикација. Хидратацијата е уште еден клуч. Заморот често се меша со дехидрација, особено ако пиете многу кафе, а недоволно вода. Јадете бавно, варењето почнува долго пред желудникот, а оброците што се јадат на брзина може да предизвикаат непријатност дури и кога се храните квалитетно. Најважно од се, проверете ја крвната слика, железото, витаминот Д и хормоните, ако постојано се чувствувате лошо. Понекогаш телото не бара построга дисциплина, туку попрецизна поддршка. Здравата исхрана функционира само кога е прилагодена на вас, а не на трендовите. Здравието не е тренд, туку лична рамнотежа. Ако се храните здраво и не се чувствувате добро, проблемот не е нужно до вас, туку во пристапот. Универзалните правила често пати не ги земаат предвид индивидуалните потреби и токму тука лежи клучот на промената. Здравието не е список на правила што треба да се следат, туку однос кој го градите со себе. Кога ќе ја пронајдете рамнотежата помеѓу она што се препорачува и она што навистина ви се допаѓа, го добивате тоа чувство на леснотија, што сте го барале цело време. Урбан блок и овој пат ве носи на интересна дестинација. Да ги погледнеме заедно убавините на Порто и да уживаме. Порто е втор по големина град во Португалија. Се наоѓа на вливот на реката Дуро во Атлантскиот океан. Основата на името на градот лежи во латинскиот збор Портус, што значи пристаниште. Овој збор е исто така во основата на името на земјата. Се верува дека Порто, како и цела Португалија, со векови е врската на Европа со остатокот од светот преку морскиот сообраќај. Денес Порто е познат по своите фантастични вина и реномираниот фудбалски клуб. Што да посетите за време на патувањето во Порто?
Порто е исклучително убав град. Се чувствувате прифатени и среќни во него. Архитектурата им дава посебен шмек на улиците на градот. Португалија е една од земјите на Европската Унија со најнизок стандард, а тоа може да се види во декорацијата на фасадите. Бидејќи повеќето од нив се нередовно одржувани, тие го зачувале својот изглед од пред неколку децении. Во некои делови од градот има и автентични примери, стари повеќе од 1 век. Во некои моменти ќе имате впечаток дека за следниот агол има брод кој се подготвува за експедиција за откривање на нови делови од светот. Во Порто е малку посвежо од Лисабон. Се наоѓа посеверно од главниот град, но е и повеќе изложен на Атлантскиот океан. Врнежите се појавуваат ненадејно, иако временската прогноза за тој ден покажува сончево време. Тие најчесто доаѓаат од океанот, не траат долго и често се многу интензивни. Дождот е единственото нешто што може да ве мачи во овој град. Ако сакате да одите некаде со јавен превоз, користете трамвај. Во Порто има атракции од различни видови и од различни сфери на интерес. Од посета на музеи, книжарници, прошетки низ градот, сончање на плажите, па се до одмор во старомодни кафулиња на брегот на реката. Секој ќе најде нешто за себе. Мостот Луи I е символ на градот. Има 2 нивоа. Горното ниво го користат трамвајските линии, долното ниво автомобилите, додека обете нивоа се наменети за пешачки премини на реките. Отворен е во 1886 година, а неговиот градител бил Теофил Сейрик, ученик на Густав Ајфел, кој учествувал во изградбата на Ајфеловата кула во Париз. Секоја сличност помеѓу овие 2 импозантни зданија е случајна. Ливрарија Лело, една од најстарите книжарници во Португалија. Има прекрасен интериер, а светската популарност ја стекнала затоа што е инспирација за Хари Потер. Влезот се наплаќа, а гужвите се постојани. Познатото шеталиште покрај реката Каис да Рибеира се наоѓа во стариот дел од градот. Тука можете да најдете неколку ресторани, кои се познати по подготовка на свежа риба. Ова шеталиште нуди прекрасен поглед на мостот Луи I. Катедралата Порто е една од најпознатите и најважни знаменитости во градот. Изградена е во готски стил и е стара речиси 800 години. Таа е под заштита на државата. Паласио да Болса е зградата на поранешната берза во Порто. Датира од 19 век и е една од најмладите знаменитости на овој град. Веројатно некаде ќе наидете на препорака за локално традиционално јадење франчесиња. Некои велат супер, некои велат да ја заобиколите. Вистинско разочарување. Фокусирајте се на риба и морски плодови е нешто што секој би ви кажал. Железничката станица Саул Бенто е една од најстарите станици во овој дел од Европа. Ѕидовите на зградата на станицата се насликани со карактеристични португалски мотиви. Националниот музеј Соарес дос Реис е место кое не треба да го пропуштат љубителите на португалската уметност. Постојаната изложба вклучува слики, порцелан и мебел од 16 до 20 век. Совршено место за посета ако имате дождлив ден, бидејќи можете да поминете неколку часа таму. Мостеиро да Сера до Пилар е место со најубав поглед на реката Дуоро и мостот Луис I. Под заштита е на УНЕСКО, како локација од исклучително културно и историско значење. Порто има прекрасни плажи. Тие се наоѓаат на неколку километри од центарот и се добро поврзани со линии на јавен превоз. Пешачете до нив покрај реката и ќе ви биде потребно околу 1 час. Атлантскиот океан тука е кул за пливање дури и среде лето. И покрај ова, уживањето или ручањето на широка плажа со поглед на морето е секогаш хит. Со ова го завршуваме денешното издание на нашиот и ваш омилен урбан блог. Се гледаме повторно за 7 дена со нови содржини специјални подготвени за вас. Довидување.